Драги ученици, добре дојдовте во Училница. Јас сум Добринка Ласкова, оделенски наставник во Основното училиште Димката Ангелов Габерот од село Ваташе. Ова видео е по македонски јазик и е наменето за ученици од 4-то оделение. Во ова видео ќе ја обработиме наставната содржина, главни и редни броеви, што ќе ја најдете во вашиот учебник на страна 166. За броеви учевме и во 3-то оделение. Денес ќе се потсетиме и ќе ги освежиме знаењата, а секако и ќе ги прошириме. Цели на оваа наставна содржина се да умеете да ги препознаете зборовите кои означуваат броеви, да ги усвоите поимите главни, основни и редни броеви и да ги разликувате едните од другите и правилно да ги употребувате броевите во устниот и писмениот говор. Па можеме да започнеме. Да го прочитаме следниот текст и да обратиме внимание на затемнетите зборови, а секако и на неговата содржина. Миленичињата на Јана. Јана има 1 куче, 2 мачки, 3 гулапчиња и 7 бели глувчиња. Таа редовно се грижи за нив, им дава храна, им ги чисти живеалиштата, ги шета. Еден ден мораше да замине на пат. За 4 дена требаше да обезбеди замена. Некој мора да се грижи за животните. Првиот ден и го довери на Анастасија. Вториот на Жарко. Третиот ден на Бобан. Остана 4-тиот ден. Јана е загрижена. 4-тиот ден е мој, се јави Симона. Јас ке се грижам. Јана замина спокојна на пат. Ајде ученици да одговориме на следниве прашања од текстот. Колку кучиња имала Јана? Јана имала 1 куче. Колку мачиња имала Јана? Јана имала 2 мачиња. Колку гулапчиња имала Јана? Јана имала 3 гулапчиња. Во првиот дел од текстот затемнети се зборовите 1, 2, 3, 7, 1 и 4. Што покажуваат овие зборови? Размислете. Во право сте, овие зборови покажуваат количество. Колку на број има нешто. Во текстот ни кажуваат колку мачиња има Јана, колку кучиња, колку гулапчиња, колку глувчиња. Ваквите зборови, ученици, што ни покажуваат количество, се викаат главни или основни броеви. Овде имаме еден пример за употреба на главните броеви. На илустрациите имаме момче, девојче и еден штрумф. Сите тие го искажуваат количеството на јаболки што го поседуваат. Момчето вели: јас имам 1 јаболко. Девојчето вели: јас имам 2 јаболки. А штрумфот вели: јас имам 3 јаболки. Ова е пример за употреба на главните броеви со кои што се искажува количество, колку има нешто на број. А ученици, да запомнеме. Зборовите кои покажуваат количество, колку на број има нешто, се викаат главни или основни броеви. Да продолжиме понатаму и да ги запишеме затемнетите зборови од вториот дел на текстот.
Во вториот дел на текстот затемнети се зборовите првиот, вториот, третиот, четвртиот. Што покажуваат овие зборови? Дали овие зборови се разликуваат од затемнетите зборови во првиот дел од текстот? Точно така. Во првиот дел од текстот имавме затемнети зборови со кои што се искажува количество. Со овие зборови што се затемнети во вториот дел на текстот не се искажува количество. Со нив се искажува редослед. Како стојат нештата по ред? Затоа што овие зборови покажуваат редослед, се викаат редни броеви. Овде имаме пример за употребата на редни броеви. Еден ден наставничката им рекла на своите ученици: "Ученици, ајде да се преброите." Учениците веднаш започнале со пребројување. "Јас сум прв, јас сум втора, јас сум трети, јас сум четврта." Наставничката се гордеела со своите ученици затоа што тие правилно ги употребувале редните броеви. Имаме уште еден пример. На оваа илустрација ни се прикажани среќни учесници на една трка кои што успешно стигнале до целта, а така победникот извикува: "Јас стигнав прв до целта." Кој што е веднаш до него, зад него, всушност, извикува: "Јас стигнав втор до целта." Ова е исто така пример за употреба на редните броеви. А да запомнеме, зборовите кои покажуваат како стојат нештата по ред се викаат редни броеви. Време е да го извежбаме наученото. Задача 1. Дадениве броеви смести ги во табелата според тоа дали се главни или редни. 3. Дали е главен број или е реден број. Размислете. Во право сте. 3 е главен број затоа што со него се искажува количество, колку има нешто на број. Втора. Дали е главен или е реден број. Повторно сте во право. Втора е реден број затоа што со него се искажува редослед. Кое е нештото по ред? Продолжуваме понатаму. 8. 8 е главен број. 9. 9 е реден број. 12. 12 е главен број. 6. 6 е реден број. Одлично ја сработивте задача 1, па затоа продолжуваме со задача 2. Да ги запишеме следниве броеви со зборови и да ги прочитаме со правилен изговор. Четиринаесет, 11, 96, 49, 431. Продолжуваме понатаму со задача 3. Од дадениве броеви да напишеме редни броеви. Ако ќе направиме реден број од бројот 3, ќе треба да искажеме редослед. Кое е нештото по ред? А точниот одговор е точно така, трети. Понатаму 7, 10, 38, 69. Одлично.
А сега време е за малку забава. Ајде да ги решиме следниве гатанки. Првата гатанка. На дрвото 12 гранки. Што е тоа? Погодувате? Тоа е година. Годината има 12 месеци. Втората гатанка. На секоја гранка 4 гнезда. Што е тоа? Тоа се седмици во еден месец. Секој месец има 4 седмици. Третата гатанка. Во секое гнездо по 7 птици. Што е тоа? Повторно погодувате. Тоа се деновите во една седмица. Сите знаеме дека една седмица има 7 денови. И последната гатанка. Секоја птица знае по 24 песни. Што е тоа? Тоа е едно деноноќие. Едно деноноќие има 24 часа. Ученици, после секоја усвоена наставна содржина, следува и домашна задача. Во домашните тетрадки по македонски јазик напишете 5 реченици во кои ќе употребите главни броеви и 5 реченици во кои ќе употребите редни броеви. Драги ученици, тоа беше се во ова видео. Искрено се надевам дека ви помогнав да ги постигнете целите на овој час и дека веќе успешно ги препознавате зборовите кои означуваат броеви, ги разликувате главните од редните броеви и правилно ги употребувате броевите во устниот и писмениот говор. Ви благодарам на вниманието.